трети дел од серијата Агапе. И само се подсетиме. Значи, зборуваме за првата карактеристика на Агапе, љубовта, кој што гласи дека љубовта е долго трпелива. Се мисли на долго трпелива. Нешто спротивно на, како што кажав, краток фитил, каде што лесно се палиме и лесно експлодираме, нешто спротивно на она што вообичаено ние знаеме да бидеме како луѓе, и затоа наистина е тоа нешто што по природа го немаме, можеме само да го добиеме од Господа. И рековме минатиот пат, најнапред, значи, начини како да го постигнеме тоа, рековме да се сетиме на тоа колку Господ бил или е се уште трпелив со нас. Едно од неговите карактеристики што така дека е долго трпелив на гнев. Колку нас Господ не трпи. Пред малку спомнав, 25 години ме трпел и се уште ме трпи, затоа што се уште не сум оно што треба да бидам. И значи, навистина е долго трпелив. Може ли да се научиме навистина од неговата долготрпеливост? И не само што ќе се научиме, туку и ќе замолчиме, ќе молкнеме во мигот кога ќе ја споредиме можеби нашиот однос кон другите луѓе околу нас, во однос на тоа како Господ нас не трпи, колку нас Господ не трпи. Спомнавме некои од стиховите. Прво послание до Тимотеј, да ги спомнем уште еднаш овие стихови. Во првата глава 15 и 16 стих, ова се зборови на Павле. Значи, прво Тимотеј во 1 глава 15 и 16, верно е словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас, вели Павле, а добив милост токму затоа, за да ја покаже Христос Исус прво во мене сета своја трпеливост за пример на оние кои што ќе веруваат во Него за вечен живот. Павле вели, колку ли Христос беше трпелив кон мене, со други зборови. Јас, најголем грешник, јас кој што ја гонев, неговата црква го гонев него. Ако Господ не беше трпелив со Павле, со Савле, всушност, немаше никогаш да го имаме Павле. И навистина, Новиот Завет ќе беше многу сиромашен. Може би ќе се најдеше некој друг тука, кој што ќе го пополнеше тоа место, меѓутоа, навистина, Павле не заменив. Во однос на сето оно што го запишал и цело оно богатство што го оставил за нас, за себе и за нас денеска. И навистина, пример, секојаш може да мине Господ и тоа колку тој е трпелив кон нас. Рековме втора работа дека треба да не бидеме брзи, односно да повеќе ги сослушуваме луѓето. Да бидеме трпеливи, да сослушаме секој еден човек, да помалку зборуваме, а повеќе слушаме. И истакнавме еден момент дека треба да имаме на ум дека сите ние сме различни. Никој од нас не е ист со некој друг. Секој од нас има некој за себе некој поинакво минато. Така да, навистина треба да сме стрпливи еден кон друг, затоа што тоа ќе донесе и многу поквалитетни односи меѓу нас, ќе донесе мир, ќе донесе и единство. Ќе видиме подоцна малку дека долго трпеливост навистина делува врз единството од црквата. И застанавме кај Јаков, и сега од тука ќе продолжиме, но ајде да се подсетиме на посланието Јаково, 5 глава, од 7 до 11. Читаме и вели: и така бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земјата. Чека трпеливо доека него прими раниот и досиот дожд. Еве како пример за трпение е земјоделецот. Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто е близо Господовото доаѓање. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. За пример на злострадањата и на долготрпението земете ги, браќа, пророците кои зборуваа во Господово име. И еве се уште во мислите на Јеремија, денеска исто имавме полука последната за ова тромесечие ова година. И повторно се сетивме на Јеремија.
Дали ако беше некој од нас на местото на Еремија, ќе може да ја заврши она задача кој што тој ја заврши. И сите на крајот констатиравме дека беше успешен. Сепак беше успешен. Отстоја до крај, до звањето, до повикот кој што го доби од Господа и иако имаше човечки испади, да кажам, под наводници негови, под наводници, каде што можеше да се види она човечкото, меѓутоа сепак Еремија е пример исто така за долго трпеливост. И не само тој, овде писмото не наповикува да се научиме од Божите пророци воопшто, кои зборува во Господово име. 11 стих вели, ете, блажени, ги нарекуваме оние кои претрпеа. Чувте за трпението на Јов. А видовте како Господ го заврши тоа, зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. Кој од нас имал живот како Јов? Никој. Ајде да се поучиме од неговото трпение и да отвориме во Јов, во првата глава, книгата на Јов. Да се подсетиме на Јов. Кој беше Јов и ни што помина Јов и што можеме да се научиме од него. Беше некојаш во земјата Уз човекот по име Јов, значи првиот стих го читам, ќе читам некаде до третиот таму. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Прекрасен опис. Многу ретко ќе најдете ваков опис за било кој човек во Библијата. Непорочен, праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Му се родија 7 синови и 3 керки, имаше 7000 овци, 3000 камили, 500 двојки волови, 500 ослици и мощни многу слуги. Тој човек беше најугледен меѓу жителите на истокот. И сите овие бројки што да ги читаме, ги снема за миг. Сите овие камели, целиот овој имот, овци и сето тоа што го имал, вклучувајќи ги 7 синови и 3 керки. Каква загуба? Значи, живот кој што е неспоредлив со било кој од нашите. И на сето ова, ги читаме последните 3 стиха од првата глава, овде во Константинов, овој оддел, овие 3 стиха носи наслов Јовово трпение, токму она што сакаме да го разгледаме. И овие стихови гласат: тогаш Јов стана, значи откако му се случија сите оние трагедии една по друга, тогаш Јов стана, ја расцепи облеката врз себе, ја избриче главата и падна ничком на земјата, се поклони. Знаеме на што укажува ова. На жалење, на пост, на молитва, падна ничком, падна, се поклони. Значи, му служеше на Господа и покрај сето тоа. Кој од нас би продолжил да му служи на Господа, ако му се случат вакви нешта? Тоа е големо прашање. И рече: излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. И уште на тоа додава: Господ даде, Господ зеде. Какви зборови? Благословено да биде Господовото име. Ѓаволот се труди цело време да овој го проколне Господовото име, но Јов и покрај тоа го благословува Господа. Мислете си. Изгубил цело семејство. Освен жената. Ѓаволот ја сочил жената затоа што имал план преку неја за да го сруши подоцна. Но и покрај тоа Јов го благословува Господовото име. Покрај сето тоа Јов не сгреши, ниту изусти некаква навреда против Бога. Неверојатно, но еден убав пример на долго трпеливост. И знаеме последни што поминува, еве да видиме малку втората глава на Јов. Доаѓа се среќава, значи пак доаѓа сатаната и се среќава со Господа и му вика: Јов е себичен, сепак. Што сега изгубил керки, синови, стока и сето тоа, меѓутоа дај дозволи да јас го удрам него, лично него, па да видиме дали. Молам?
Така, да. Значи, уште треба да пострада Јов, уште треба да биде испитан, но Господ е сигурен, затоа што Господ го знае срцето на Јов и вели 4 стих во 2 глава Сатанат одговори: кожа за кожа, човекот ќе даде се што има во животот, ама испружи раката, допри се до неговите коски и до месото, дали ќе те благослови. Тогаш ќе те проколне во лице, вели Јов. Нека биде, нека ти биде, му вика Господ. И Сатаната, вели, отиде 7 стих пред Господовото лице, го удри Јова со лути рани од стапалата до темето. Значи немало празно место, буквално. Колку што можел најсилно. Јов зеде црепка за да се струже со неа и седна во пепел. Како му било на Јов? Тогаш неговата жена му рече, сега жената, зашто станала жената жива? Зар си уште постојан во непорочноста? Директно. Оно што гјаволот сака да го сруши Јов на тоа, да прекине со непорочност, он да сгреши всушност. Зар си уште не постојан, односно постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри. Кој зборува преку жена тоа? Лично ѓаволот. Ѓаволот претходно ќе каже, само дозволи јас да го удрам, ќе видиш дека ќе те проколни. И жената вели, проколни го Господа и умри. Видите какви зборови, ова е чисто сотонски зборови. Значи, проколнете го Господа, па умрете. Значи, за век и веков сте изгубени. Нема покаяние, нема ништо. Проколни го Бога и умри. И Јов одговори, брбориш како што брборат безумните жени. Не те знам за таква, со други зборови. Верувам дека жената на Јов била и побожна, и одмерена, и сето тоа. Меѓутоа, во оваа ситуација таа попушта, ѓаволот ја користи, и тој се обрка и вели, брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зашто тоа за него примаме и злото? Видите како резонира Јов. Во сето тоа Јов не сгреши со своите усти. Што вели таму Јаков, оној кој што не греши на зборови, тој е совршен човек, наистина. Јов, благодарики на Божјата милост, сепак, нели? Се одржал, не сгрешил и трпел и морал потоа, значи сите овие глави понатака, знаете, она дискусија со Господом, меѓутоа морал да трпи, да ги трпи и своите пријатели. Му дошле оние тројица пријатели негови и во рете, да читаме, тогаш при Јововите тогаш 3 Јовови пријатели чуја за сите неволи што го снајдоа, секој се запати од својот крај и ги реди кој се, и кога оддалеко ги насочија очите кон него, не го препознаа. Јов беше непрепознатлив со сите оние, значи, чиреви и што сето тоа било на неговото тело. Тогаш почна да плачат, секој ја раздра својата облека и фрлија прав на своите глави кон небото. Му се придружија во постот, во молитвата, во тажењето. Потоа седнаа покрај него на земјата и останаа таму 7 дена и 7 ноќи. Ниеден не му проговори ни збор, зашто видео дека е голема неговата болка. И камо да останеше вака до крај, да не му прозборија ни збор. И останатите денови. Но, знаеме што можеше да претрпи потоа Јов. Замисли си да ви се случи сето ова. Во еден ден буквално губите се и на крајот ви доаѓаат пријателите и ви солат памет колку вие сте грешни, затоа што ако немате греф, ако сте чисти, ако сте непорочни, тогаш не би ве снашло такво нешто. Видите сега како ѓаволот и преку нив се користи за да го сруши, за да ја прекине таа постојаност во непорочноста на Јов. Неверојатно. Убаво правиле овие први 7 дена, меѓутоа, отвориле уста, сгрешили. Знаеме дека после Јов е тој кој што ќе посредува всушност за нив. Господ да им се смилува, нив вели, тие не зборуваа по моја волја, како што зборуваше, како што беше Јов. И знаеме како ќе заврши Јов на крајот. Двојно ќе биде благословен од Господа, ќе добие уште толку синови и керки, и ќе умре, вели таму, последниот стих, 17 стих, 42 глава, потоа Јов умре стар и сит од животот. Што помина Јов
и како благословено заврши неговиот живот. Затоа што Јов веруваше, се подпираше на Господа и беше долго трпелив. И еве еден голем пример за нас, кога ние сме кушани, кога ѓаволот нас не куша да избувнеме, кога ние сме кушани да изгубиме, да излеземе од контрола и да експлодираме, да се сетиме на Јов. Колку и да ни е тешко во моментот. Замете, знаете, некои од нас тука едве преживуваат крпот крај со крај, некој има исклучено струја, некој, кој знае што се случува, секој од нас си го знае, нели, си знае својата мака. Меѓутоа, да се сетиме во мигови кога ни е тешко, кога сме близко до експлозија, да кажам така, да се сетиме на Јов, да се поучиме од неговото трпение. Никој од нас ни приближно не е близко до Јов. Да се сетиме и на Давид. Не случајно и Давид го избрав како пример. Ајде да отвориме во прва книга Самуилова. Дваесет глава. Значи, ако сакаш ја не можеш да го исклучиш термостатот, пошто е доста топло. Значи, Давид, покрај тоа што Саул се уште е на царскиот престол, Давид е помазан за цар, но колку време требало, години поминале за да навистина се зацари. Прогонет од Саула, подоцна и од Авесалом. Што се поминал? Давид зацарен, помазан од Господа, а со години поминувал во прогонство, по пештери, не спил како ние што спиеме на мека постела, на мек јастук. По пештери, на земја, на песок, на карпи, на кој знае што се не, во природа. И Давид, истиот тој Давид, имал две прилики да му ја скине главата на Саул. Но не го направил тоа. Еве, читаме во 1 Самуилова 26 глава, 23 и 24 стих, една од тие можности. Што вели Давид? Господ ќе му врати секому според неговата правда и според неговата верност. Денес Господ те предаде во мои раце, ама не сакав да кренам рака на Господовиот помазаник. И ете како што денес твојот живот беше мил во моите очи, така мојот живот нека биде мил во Господовите очи. И Господ нека ме избави од секоја неволја. Прекрасни зборови. Давид долго трпи неволи, прогонства, иако е помазан, за да дојде вистинскиот миг, кога Господ е тој кој што ќе го симне Саула, кога Господ е тој кој што ќе ги намести работите онака како што треба и Давид ќе биде за цар. Навистина уште еден пример за долготрпеливост. Времето одминува. Да отвориме сега во второ послание до Коринќаните, 11 глава. Истиот Павле, со кој што почнавме на некој начин, или почнавме со на негово признание, дека е прв од грешниците, ја гонел Божјата црква, но се обратил, благодарејќи на долго трпението на Господа и неговата милост, се обратил и сега станува дел од Божјата црква, и откако станал дел од Божјата црква, се почнал да му иде на арм. Нели така? Како што, ете, некои може очекуваат. Веруваат дека откако ќе бидат потопени во овој воден гроб и мет и млеко ќе тече. Видете што доживувал Павле и дали не треба и од него да се поучиме на долго трпеливост. Второ послание до Коринќаните 11 глава. Познати се овие стихови, но да се подсетиме, да видиме и да направиме споредба колку нашиот живот наликува наиве на Павловиот живот. Јов е веќе далеко од нас. Ајде да видиме Павле. 11 глава, значи, второ послание до Коринќаните, читаме од 23 стих.
Тамо вториот дел на стихот, крајот, повеќе се трудев, повеќе пати да бев, повеќе се трудев, повеќе пати бев во темници, бев биен премногу, многу пати во смртни опасности. Колку пати бевте вие во смртни опасности? Денеска спомнавте некој од вас, собракајки такви некои незгоди, да, тоа се такви некои мигови, каде што Господ интервенирал, и бидете сигурни во тоа дека тој интервенирал. Но не многу, немаме такви многу во животот, или пак за многу и не знаеме, затоа што ангелите ни помагаат и онаму кај што не сме ни свестни. Но Павле вели, продолжува понатаму, вели, од јудејците примив 5 пати по 40 удари без еден. Или 5 пута 39. Па рачунете колко е тоа. Колку удари ние сме примили. 3 пати бев бичуван, еднаш каменуван, 3 пати доживеав бродолом, ноќ и ден поминав на длабоко море, често патував, бев во опасности од реки, во опасности од разбойници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности по море, во какви се не опасности, во опасности меѓу лажни браќа. Во труд и тешкотија, многу пати во неспиење, во глад и жед, во многу постење на студ и во голота, посебно преку сето тоа што секојдневно напаѓа на мене и грижата за сите цркви. И вели 29 стих, кој е слаб, а и јас да не сум слаб? Кој се соблазнува и јас да не согорувам? Чи можеше многу лесно, Павле сака да каже, и јас да паднам, и јас да се соблазнам, и од сите овие неволи, од сето ова што ме снајде. Но Павле трпеше. Павле беше соучесник во Христовите страдања. И наистина, овој цел список што овде ни го кажува Павле, не споредлив е нашиот живот со неговиот. Што ние трпиме, а што еве трпеле овие великани, како Јов, како Павле, Давид го спомнавме. Или еве во Евреите 11 глава, спомнате се други великани на верата. Евреите 11 глава, од 36 до 38. Други доживеаја подигрувања и удари, а покрај тоа и окови и темници. Беа каменувани, со пила резани на 2. Неискушенија, подложувани, умираа од меч, скитаа во овчи кожи, во кози кожи, во осконост, во неволи, во лоши постапувања. Оние за кои што светот не беше достоен, скитаа по пустините и по горите и по пештерите и по земните јами, како и Давид, кој што спомнав. Скиташе по пештерите и земните јами. Да. Затоа писмото вели дека од сите овие треба да се поучиме од нивната долготрпеливост. И го спомнавме Давид. И сега ние да сме на негово место, да имаме некој Саул во нашиот живот, и ќе кажеме, овој Саул не се трпи. Иако, далеко од тоа дека имаме Саул, некој кој што ќе не гони вака, како што бил гонен Давид. Не се трпи, значи. Едноставно не може да го трпи. На живци ми оди. Римјаните 12 глава, од 17 стих вели, никому не вракете зло за зло, а размислувате за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Ако е можно, што зависи до вас? Некој може би не сака да биде во мир со вас. Постојано ја провоцира, постојано е тука за да ве нервира. Но вие, колку што е можно до вас, бидете во мир со сите, не одмаздувајте се за себе, возлюбени, току дајте му место на Божиот гнев. Тоа е она што и Давид го направил. Можел да се одмазди. Во 2 прилики рековме. Но не го сторил тоа. Оставил на Господа. Така и ние, учејќи се од овие примери, треба да оставиме на Господа. Иако не е секојаш лесно. Но што требаше да прави Павле, ако во остатокот на својот живот требаше да се одмаздува за сите овие што го каменувале, што го тепале, што мачеле во сите тие опасности во кои што се наши. Тоа не е наше. Одмаздата е Господова. И самиот Исус, како најголем пример меѓу сите овие, колку тој пострада за нас. 53 глава Исаија. 7 стих, познатиот стих, познатата глава, всушност цела.
го измачува, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведува како јагне на колење, како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста. 2 пати. Стихот со тоа почнува, стихот со тоа завршува. Го мачија, го малтретира, го носија како јагне на колење, тој не ја отвори својата уста. Во 1 Петрово 2.23, исто познат стих. Прво Петрово послание 2.23. Тој кој беше навредуван, ќе кажете па, ме вреја. Како да му трпам? Да го трпам. Како да му ќутам? Тој кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Има Господ кој што суди праведно. Има Господ кој што знае кога кажувате нешто, зошто го кажувате. На кого мислите и како мислите. Господ е тој кој што суди. Треба да ги оставиме сите тие работи нему. Не треба да се одмаздуваме, не треба да враќаме на навреда со навреда. Напротив, на секој зло треба да враќаме со добро. Тоа е вистинското сведоштво. Тоа е примерот што Исус ни го оставил. И да, Исус, доека страдаше, ја отвори својата уста, ја отвори устата на крстот, кога што кажа? Прости им, Господе, затоа што не знаат што прават. Нешто слично изговори и Стефан, доека го каменуваа. Не зема им го за зло ова, Господи. Така се молеше Стефан. Галатјаните 5.22. У самата завршница сме, но ова се исто битни работи. Галатјаните 5.22. Плодот на духот. А плодот на духот е љубовта. Од тука трга се. Сето друго е последица на љубовта. Љубовта, значи, потоа што следи? Радоста, мирот, па трпението доаѓа. За љубовта веќе зборуваме и ќе зборуваме понатаму, че се произлегува од неја. Меѓутоа, еве радост. Зошто трпението доаѓа, тоа ми е целта, овој стих, да покажам зашто трпението доаѓа после радоста и мирот. Псалм 51, 12 стих. Покајничкиот Давидов псалм. Убав стих. Ели Боже, создај ми чисто срце, постојан дух омни во мене, не ме отфрла од Твоето лице, не одземај го Твојот дух од мене. И 12 стих. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Сознанието дека сте спасени ја дава најголемата радост. Човек не може да биде порадосен. Значи, не може да биде порадосен човек од оној кој што знае дека е спасен. И затоа овде Давид се моли, врати ми ја радоста на спасението. И не можете да бидете долго трпеливи, да трпите навреди и било што, ако не сте спасени, мислам, значи не сте во тој однос со Господа. Не верувате дека сте спасени, всушност. Немате тој тесен однос, таа тесна заедница. Не можете да имате долго трпение. И ако немате мир во своите души, оној мир кој што го надвишува, значи, секој што? Секој ум, да, така беше, благодарам. Вие не можете да бидете долго трпеливи ако немате мир во својата душа. Самиот немир ќе избувне кога тогаш. Од каде доаѓа мирот? Римјаните 5.1. Како сите овие работи се поврзани со спасението? Со вашиот правилен однос со Господа. Римјаните 5.1, познат стих исто така, често пати знаеме да го цитираме. И така, бидејќи оправдани преку вера, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Како добиваме мирот, вистински оној внатрешен мир, кога се е немирно околу нас, ние имаме мир во душите, затоа што сме оправдани преку Исуса Христа во Бога. Простено ние, сме се покаяле, сме се измириле
простено ни е, верувам дека денеска сите сме измирени, на сите нам ни е простено, тогаш го имате оној мир кој што го надвишува секој ум и само тогаш ќе можете да бидете долго трпеливи. Видите, човек кој што живее во грев, кој што не е измирен, не може да е долго трпелив. И ќе завршиме со стиховите во Ефесијаните, 4 глава, отворите во Ефесијаните, 4 глава, каде што ќе видиме дека долготрпението има игра значајна улога во сочувувањето или градењето на единството во црквата. И било какво единство, разбирање во домот и било каде. Но пред се за црквата зборувам. Ефесијаните 4 глава, читаме од 1 до 6. И овие се познати зборови. Затоа ве молам јас, затвореник во Господа, Павле доека бил во затвор, да живее достојно според звањето, значи да живеете всушност достојно според звањето во кое сте повикани, со секаква понизност и кротост, со трпеливост, поднесувајки се едни со други во љубов. Значи, понизност, кротост, трпеливост, поднесување. Ако не сте понизни, кротки, немате ни трпение и не можете ни да се поднесувате. Но ако го имате сето ова, вели, настојувајте да го запазите единството на духот во врските на мирот. Имаме и мир, имаме и единство. Единството се запазува преку овие карактеристики. Бивајки трпеливи еден кон друг, бивајки понизни, кротки, поднесувајки се еден со друг во љубов. Само така се сочува единството и мирот. Едно тело и еден дух, како што сите сте вие повикани во една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера, едно крштевање, еден Бог и Татко на сите, кој е над сите, преку сите и во сите. И Господ сака да бидеме едно, да бидеме единствени. Но, за да се исполни таа Исусова молитва, за да се исполнати, верувам и мноштво наши молитви, затоа што на сите нас не е стало, верувам, до единство, никој не сака немир, никој не сака неслуги, сите ние треба да бидеме кротки, треба да бидеме понизни, треба да бидеме долго трпеливи. И не за џабе на крајот и оној остаток, оној 144.000, имаат меѓу друго и оваа карактеристика. Тука е трпението на светите, на светиите. Тука се оние кои што ги држат Божите заповеди и имаат Христовата вера, и верата во Христа. Тука е трпението на светиите. Нека Господ ни дарува долго трпение, нека Господ ни ја дарува таа агапе љубов. За да заличиме на Него, за да ја оствариме таа Негова желба, тоа е најголемата Негова желба, да личиме на Христа, да личиме на Бога, да бидеме вистински следбеници Негови, да може светот да познае дека сме тоа, Негови следбеници. Нека му е слава на Господа. Амин.